Млада харизматична докторка која пред се на пациентите им пристапува со пријателски однос, а во работата ги применува своите знаења, усовршувања стекнати од нејзините постари колеги, но и експертите од странство. Вака ја опишуваат колегите доктор Виолета Мојсовска-Наумовска од специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан во Охрид. Добре дојдовте во емисијата и благодарам што дојдовте специјално од Охрид во Скопје. Ви благодарам на поканата, чест ми е да седам на столче на кој седеле неверојатни луѓе, како ваши гости претходно, и во ваше друштво, новинар кој го прави ова искуство. Лесно е и така, убаво искуство. Доктор Мојсовска, еден од поводите за вашето гостување е од днешното учество ваше на една од најголемите конференции во Дубај, посветена на интервентната кардиохирургија. Со што ги импресиониравте вашите колеги таму? Само на почеток мала поправка за интервентна кардиологија. Значи, ова се процедури кај што немаме сечење, кај што немаме оперативен зафат, со минимално инвазивни процедури и постапки ги третираме одредени болести кај пациентите, за разлика од хируршкиве каде што имаме сечење и рез и оперативен зафат и така натака. Во однос на прашањето што ми го поставивте, значи овој конгрес PCR Gulf GIM е еден од најголемите, ако не и најголем на истокот, на источните земји, кој се одржува веќе 15-то издание беше ова годинава во Дубај. Едно место каде што, за разлика од европските конгреси, имаме една друга група на луѓе, различна група на луѓе од земји кои функционираат различно од европските земји. Правилата се генерално во основа исти, ги следиме сите истите правила, меѓутоа убаво е да се слушнат искуства, да се видат на кој начин се функционира во нивните установи, на кој начин се практикува интервентната кардиологија. На овие конгреси има повеќе сегменти. Одреден дел се представување на големи студии, на новини во интервентната кардиологија, кои се презентирани од големи болници, од фармацевтски компании, во кои за жал ние како држава немаме уште простор директно, иако има поединци кои се занимава со таа научно-истражувачка работа, но директно не сме учествувале, ево ни јас, ни некој од установата наша во некои вакви големи истражувања. Друга група се овие презентации на случаи, како што имав јас, во која презентираме на кој начин сме го решиле одреден проблем. Тргнуваме ние под некои тие правила и прописи кои ни се дадени, заглавуваме во процедурата, конкретно моите случаи беа. Не оди по овај редов на нештава, сакаме да му помогнеме на пациентот, сакаме да најдеме решение и наоѓаме алтернатива која не е на штета на пациентот, а на крај, откако сме направиле обид, сме добили одличен резултат. Имавте можност да споделите различни мислења, ставови, да чуете нешто ново. Ако направите своевидна компарација со македонскиот здравствен систем, каде сме ние тука во делот на едукацијата, до усовршувањето? Кардиологијата во Македонија е на завидно ниво во однос на процедурите кои се извршуваат кај пациентите, во однос на искуството кое интервентните кардиолози го имаат во државава. Во секој случај имаме, посебно западноевропските земји, имаат процедури кои ние ги имаме, но не се така лесно достапни, бидејќи голем дел од тие понови процедури и диагностики не се покриени од фондов и се во ограничена количина, најмногу заради финансискиот дел, па не можеме редовно да ги употребуваме, со тоа и рутина немаме со употребување на тие некои понови, најчесто во правец на диагностика, апарати и материјали кои се користат. За разлика од нас, значи во Европа се тие многу подостапни, веќе се рутински станати, меѓутоа на сите овие конгреси имаме едукација, имаме hands-on learning сесии каде што можеш да пробаш како би изгледало да го осетиш материјалов, да го фатиш материјалов, да имаш идеја како функционира и каде би го употребил во праксата. Потоа и теоретскиот дел во секое време имаме достапност. Можам да кажам дека општо македонските кардиолози ги следат правилата на Европското здружение за кардиологија и сме рамо до рамо во однос на знаењето и на практикување на моменталните правила и насоки кои светот ги користи и кај нас. Доктор Кедев неодамна излезе со едни фрапантни податоци за потоа да се формира таа комисија која треба да ги истражи неговите тврдења, па се установи дека неговите забелешки се делумно точни. А тоа е, например, дека од 19 вкупно операции,
на 10 се потврди дека тие се непотребно направени. Стентирање, бајпас, присадување на срце. Кој тоа прави профит на грбот на пациентите? Лично јас се чувствувам многу млада и млад кардиолог, да кажам, за да директно давам директни ставови. Мој некој став читаш и размислуваш, пак се и во таа група која се споменува. Професорот Кедев има долго искуство, неверојатен професор, неверојатен доктор, интервентен кардиолог. Стојам на негова страна дека сме виделе, знаеме дека има и хируршки интервенции, и интервентни процедури, голем дел од овие амбулански прегледи, понекогаш и на инсистирање на самите пациенти, за жал. Да се направи контрола, да видам уште еднаш, или на колеги кои не се директно инволвирани, поврзани со кардиологијата, па може би немаат искуство, па инсистираат на некои непотребни прегледи. Не сакам да мислам дека се работи за некој да профитира врз пациентите. Искрено, овие процедури, ево јас, например, сум видела лично пациент каде што е направен бајпас на нога, каде што нема потреба, неговата нативна природна артерија е проодна и теоретски пациентот во моментот нема компликација. Меѓутоа, поминал хируршки зафат, кој можел да има оперативни, постоперативни компликации и теоретски во тој момент го загрожуваш и животов на пациентов, што е недозволиво. Дека има наоди има, јас верувам дека професор Кедев има информации повеќе од доволно кога застане јавно и тоа е еден од ретките кој има право да застане и да каже мислење и став, и сигурно сум дека ќе најдат начин да го доиспитаат тоа и на крај на денот најмногу заради пациентите и покрај тоа што е тоа огромен трошок и за фондовски се покриени голем дел од тие операции, кардиохируршките операции, да најмногу да се заштитат пациентите од тие непотребни операции и од ризикот од било какви компликации и да му се наштети на пациентот повеќе од што ќе има корист во тој. Зошто доминира профитот пред се, особено кај вас луѓето во белиот мантил, наместо вие пред да стартувате со работа се колнете во... Се колнеме, да, во право сте. Не знам каде попатно јас... Се изгубија ли етичките вредности? Не сакам да се надевам дека е така. Јас кога почнав со работа и си амбициозен, волонтирав 2,5 години, одев како волонтер без никаква надокнада и немав проблем што одам како волонтер на работа. Бев решена за кардиологија, бев решена да работам во институцијата каде што сум сега и ништо не ми представуваше проблем да го чекам моментот кога ќе го добијам решение. Тогаш ми викаа: млада си, ќе видиш до прва, нема да ти е сеедно да работиш за џабе. Не мислам дека платите на докторите се во однос на многу други професии за живот во Македонија дека се мали, стално секој ќе сака повеќе. Не можеме да се споредуваме со земјите од Западна Европа, бидејќи ево колеги многу што отидоа таму и не е некоја разлика кога ќе ги земеме во предвид и начинот на живот и живеалиште и општо колку кошта живењето во западноевропска земја. Сметам, јас ево и ден денеска се уште ме носи таа некоја желба за работа, задоволството на пациентите. Уште не сум дојдена до фаза да имам потреба и не ја разбирам потребата да се употребуваат пациенти, бидејќи реално секој на маката има пациенти кои немаат, кога ние ќе го презентираме дека е многу тешко, многу страшно, тие ќе дадат све. Не е фер и не сметам до одредени фрапантни податоци, а тоа е дека кардиоваскуларните заболувања се главната причина пред се за смртноста во Македонија. Дури и старосната граница е поместена. Зошто е тоа така? Долги години кардиоваскуларните заболувања на светско ниво се на прво место. Во добро развиените земји, во високо развиените земји, веќе тој процент се намалува, но во умерено и ниско развиените, во кои спаѓаме и ние, во некоја средно развиена држава, тој процент се уште за жал расте и како што кажавте, возрастната граница е многу намалена. Сега имаме деца од 15 години со хипертензија, со притисок, деца од 20 до 30 години со диагностициран инфаркт. Јас кога почнав пред 15 години, некој на 20 години да ми кажеше имам проблем, ќе му речев не чекај, не прави гужва во болницава. Сега немаме гаранција дека нема ништо, бидејќи имаме во пракса многу често за жал случаи со сериозни кардиоваскуларни заболувања. Сметам најпрво дека е начинот на живот, отсуството на физичка активност, начинот на исхрана, обесноста присутна кај младите луѓе, овие сите ризици
кои не се превенираат и кои за жал бегаат од контрола. Тој е лежечки начин на живот, пред телефони, пред телевизија, пред компјутери. Тие се најголеми ризици во детска возраст и во 20 до 30 години млади луѓе да имат кардиоваскуларна болест. Иначе по природата на нештото кардиоваскуларните болести, тие замастување на крвните садови е нешто на процес на кој му треба време. Изложеност подолго време може би на некој ризик кој не се видел, не се спречил, не се работело на тоа. На 20 години да имаме атеросклероза на крвни садови кај млад пациент е реално процес што не го очекуваш толку брзо да земе замав, а се случува многу често. Доктор Наумовска, пред неколку години сте се соочиле со непријатност при извршувањето на вашите работни обврски. Сте побарале, како специјализант говорам, да ви бидат исплатени средства кои ви следуваат согласно специјализацијата, дури сте се довеле до ситуација на судски процес. И тоа се случува во време кога во државата има недостиг на специјализанти. Како гледате на овие ретроградни случувања? Од една страна имаме дефицит на медицински кадар, од друга страна не ги почитуваме и оние кои ги имаме. Тука е тој оние со кои располагаме. Тука е тој проблем со институционалната поддршка. И младите кои сакаат да одат во странство, јас ви гарантирам дека најголем дел, ако не и сите, не им е проблем финансискиот момент. Проблем е тој поддршка од институција, тој некој ред на нешта, законски, да се заштити докторот како вработен во болница. За жал поминав низ нешто што можам да кажам дека во моментот и беше разочарување за мене како некој, ви кажав ево пред да почнеме емисијава, некој што го сака Охрид, што ја сака установава, сакам да работам таму и во ниеден момент не сум помислила да одам на друго место и разочарувачко е да го доживиш тоа на место каде што си сонувал да работиш и каде што сметаш дека ќе направиш најмногу и најголем успех. Тие одредени работи те тераат можда да станеш поборбен, процесот заврши со одлука потврдена за мене. Јас ништо не барав што не ме следуваш и што други установи не го даваат на специјализантите, бидејќи тоа е законска обврска на институцијата. Меѓутоа, не треба да е така, не треба да се бориме ние за нашите права, треба институцијата да не заштити, да ни ги заштити нашите права, да ни даде можност да се едуцираме, да ни даде можност да работиме и да одиме напред, да не мотивира, ево, институција мора да те мотивира да направиш случај. Ако ти примиле случај на Европски конгрес, на некоја голема конференција, на место каде што ја презентираш, не само себе си како Виолета Мојсовска, туку доаѓам од Охрид, од Македонија, од институција за кардиоваскуларни болести. Ја презентираш институцијата и сите вработени во моментот, и менаџментот, и доктори, и све. Треба тоа да биде причина институцијата максимално да поддржи доктор во таква ситуација. Кај нас реално не е така. Меѓутоа треба да е полесно и да е со поголема поддршка од институцијата, бидејќи на тој начин и ќе се мотивираат други млади доктори кои се можда со намера да одат странство, да слушнат дека и во Охрид има болница која функционира перфектно. Во Охрид има центар регионален кој прегледува 350.000 луѓе годишно, луѓе кои доаѓаат по 3-4 сати од Прилепско некое село, токму кај нас, бидејќи се задоволни од односот, од разговорот, од прегледите, од посветеноста на персоналот и да знаат дека не мора да е странство, не мора ни да е Скопје, може и во помал град, и во помала средина, од еден доктор да трне и да се направи таков центар кој ќе функционира и центар во кој локално пациентите ќе го добиваат тоа што го заслужуваат. За пофалба е, ако ми е точна информација, дека во времето на пандемијата болницата во Охрид успеала да ги згрижи голем број на пациенти кои биле на кислородна поддршка, да ги извлече од смрт, да речеме, во најмала рака. Во склоп на интензивна нега ние имаме и работиме со дел анестезиолошки, што го имаме научено, бидејќи имаат потреба пациентите. Имаме пациенти кои доаѓаат во тешки состојби, дали со инфаркт или во тек на интервенција, каде што голем дел од лекариве ги владеат тие анестезиолошки процедури на интубација, на водење на пациент на респиратор и сите потребни напредни техники на анестезиолошко лекување, кои не ни одат со во склоп на специјализација, но сме ги совладале зашто имало потреба. Во тек на ковидот се створи една состојба каде што воопшто во болницата Охрид на анестезиолошкиот оддел
дел функционираше и со пациенти кои имаа анестезиолошки потреби хируршки од болницава, не е тоа голем оддел и тие пациенти потешки завршија кај нас, најмногу заради тоа искуство. Иако ние отворивме оддел во тој дел од болницава што е за кардиоваскуларна рехабилитација, не беше официјално и ден денес не е официјално болнички дел, тоа се како хотелски соби, тоа се го прилагодивме и функционираше неверојатно со персонал комплетно ангажиран во одделов за ковид, од доктори, од сестри, болничари, технички персонал, работеше све неверојатно функционално организирано, иако немавме искуства и ден за ден читавме нови препораки, кој како ќе каже, немавме искуство со самата болест. И беше период што беше многу тежок за нас, но голем дел од пациентите кои успеавме да им помогнеме, кои успеавме да ги извлечеме и да им дадеме шанса, нивниот број е прилично голем и ни е драго што бевме ете. Може би без да не прашаат, може би не ни беше да не прашаат, ќе речеме не ни е нас местото тука. Меѓутоа со искуството што го имавме се покажа дека со право го отворија ковид центарот кај нас и резултатите ни беа одлични, иако за жал имавме и загуби, ама на сите ни е јасно како беше тој период каде што на многу работа и контрола се немаше. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам, честно ми беше задоволство.